Денеска сме овде, заеднички да се подсетиме на големата жртва, што Бог ја дал за нас. Ке зборуваме накратко за важноста на Светата вечера. Ние како христијани адвентисти го правиме 4 пати во годината. Може 5 и 8 пати, тоа нема врска колку пати се прави. Бидејќи апостол Павле често пати кога патувал во тоа време, доаѓал во Вереја, во Солун, во Антиохија, кај што имало верници, и вели се собра на вечера. Не она буквално физичка вечера, туку имале и во народот познато како причест. Прво во наредните неколку минути ќе зборуваме, ќе кажеме зошто е важна Светата вечера. Вечерат или причеста ја воспоставил Исус Христос. И тоа во четврток навечер. Значи 2 дена тој веќе бил во Ерусалим и сакал на тој начин да го најави своето мачеништво или неговата смрт. Според правилата на тогашната еврејска традиција, тие празнувале Пасха. Така да тајната вечера била воведена после Пасхата. Пасхата престанала со важноста, ни малце подолу ќе видиме зошто се славела Пасхата. Значи, тајната вечера или вечерата Господова се прославувала во текот на сите овие години наназад од Христа па еве до денеска. Трите евангелисти Матеј, Марко и Лука и Павле во Коринтјаните запишале детали од таа света вечер. И можете да го читаме значи во Светото писмо. Посебно евангелистите тоа го запишале зашто и самите учествувале во обредот вечера Господова. Понатаму, пред да се воспостави вечерата Господова, се славела Пасхата. Вие знаете зашто Пасхата се славела. Ево само едно подсетување што вели Библијата. Значи, Пасха е еврејски празник по повод ослободувањето на израелците од Египет. Да се сеќават. И сега ќе читаме текстови во втора книга Мојсеева 23:5 вака вели: Таа ноќ која Господ ја пробдеа, за да ги изведе од египетската земја. Тоа е ноќ на бдеење за Господа. Затоа некои верници во некои цркви бдеат цела ноќ. Кој треба да го празнуваат синовите Израилеви од колено на колено. Во првиот месец на 14-тиот ден на месецот меѓу 2 вечери е Пасха Господова. Зборот Пасха потекнува од еврејскиот збор Песах, што значи одминување. Значи, одминување. Што се случило таа ноќ според Библијата во 2 Мојсеева 12 глава 27 стих вели дека она ноќ ќе помине ангел и секоја врата што нема да биде бележена со крв, кој ќе биде убиен? Првородениот. Еве што пишува. Тој паскална жртва на Господа, кога ги одмина куќите на синовите, тој збор одмина, или ги прескокнал куќите на израелците, ангелот гледа, на довратниците морало да има крв. Значи, а таа крв била од јагнето што било заколено таа ноќ или тој ден. Понатаму вели, убивајќи ги египјаните и домовите наши ги зачува. Тогаш народот наведнувајќи се поклони. Значи, пред да ја нанесе таа голема неволја во Египет, Бог им рекол на израелците да попрскат со крв од заклано јагне или јаре околу влезната врата. И еве што пишува понатаму, 2 Мојсеева 12 глава 7 стих. Ништо со квас немојте да јадете. И затоа денеска, лебот што го ние јадиме за Светата вечера, нема квас. Виното или ширата, или тој гроздов плод или сок нема во себе алкохол. Еве што пишува. Одете и пригответе јагне според семејствата своји и заколете Пасха. Потоа земете китка Исоп и натопете ја во крвта, што е близу до вратите, и попрскајте ги праговите обата до вратника со крвта, значи горе и долу, што е близу до вратите, ни еден од вас да не излегува низ вратата куќна до изутрина. И ангелот кога поминувал тој ден, тоа било знак дека тука во тоа семејство има луѓе кои му веруваат на Христа, на Бога, кои ги исполниле тие принципи и правила што Бог ги кажал. Дори и самите египчани кои ги виделе нивните комшивки или комши што го прават, и тие го направиле тоа и останали живи нивните деца, иако не биле евреи. Значи едноставно тоа го поверувало. Знаеме дека една група на луѓе излегле од Египет, египчани,
се упатили кон ветената земја. Иако тие подоцна ќе им бидат кошница и проблем, тие ќе викаат таму, ајде да се вратиме назад. Тие ќе им прават проблем. Но како е да е, Бог ги одминал куќите што имале таков знак и ги пощадил нивните првородени деца. Кога се прославува Пасхата? Според еврејската традиција, Пасхата паѓала некаде напролет, март и април. Месеците на евреите не се совпаѓаат со нас, со нашите. Значи од 1 до 31. Не, некаде на половина. Значи измеѓу 15 и 15 другиот месец. 15 дена од април, 15 дена да кажеме од март. Така да некаде на пролет, според еврејскиот календар, 15-тиот ден се паѓало секојаш во сабота од месецот Нисан или Авив, пред тоа после е променет во Нисан според еврејскиот календар. Значи, Пасхата е воспоставена на браќа и сестри во сеќавање како знак на ослободување на евреите или на Израел од египетското робство. И Бог заповедал тоа да се прославува од колено до колено, но не вечно. Има свој рок на траење. Тоа ќе се прославува до Исус Христос. И затоа таа ноќ, во четврток, кога Исус им рекол, одете, набавете вино, набавете леб. Значи, до тога славеле Пасха, но сега ќе се воспостави нов завет, едно ново правило, ново сеќавање, бидејќи пасхалното јагне кого го символизирало? Исус Христос, а Исус веќе тука е, само што не е раснат, ќе поминат уште неколку часови, Исус ќе биде фатен во четврток, попладне или навечер, знаме во градината, во Гециманија и ќе биде однесен на сослушување. Додека учениците, додека евреите јаделе пасхално јагне, значи на масата имало јагне, имало други некои работи, имало и зеле ставено како символ на маките, на искушенијата што ги имале во Египет. И требало да бидат подготвени, облечени, обулени, со чевли, зашто ноќеска ќе добијат глас, ноќеска ќе има знак, и ние зборувавме синоќа за знаците. Колку е важно да ги слушаме знаците. Може би некој евреин одмавнал и рекол, ма какви знаци? Може би останал во Египет, но не излегол надвор. Како што знаеме, многу луѓе ќе одмавнат и во последно време ќе кажат не е тоа вистина. Како што многу луѓе го занемариле Ној и неговата порака и му рекле тој стар човек, никој не го слуша. Меѓутоа кога поминало тие 7 дена, односно кога влегле внатре во бродот, кога почнало да ворне, да грне, тогаш тропале и му рекле Ној ти веруваме отворени, но било доцна. Значи, додека јавеле Пасха, или тоа пасхално јагне, со своите ученици, во времето кога Исус бил овде, Исус сега сакал да воспостави нов обред, нов спомен на неговата голема жртва. Еврејскиот народ, празникот требало за секојаш да ја загуби важност. Мислам на Пасхата, ќе загуби важноста. Исус ќе воспостави нов обред, зашто сега тоа е тоа јагне, кој видливо ќе го видат луѓето и ќе се принесе за народот. И сега, ние денес имаме Господова вечера. Имаме лепче овде, знаеме дека без квас, бидејќи квасецот е символ на гревот во еден смисол, а во друг смисол е квасецот е символ тесното на Царството Божие. Но ние сега го зборуваме во овој контекст, значи лебот нема квас, туку обично брашно. И овој грозов плод или овој сок, ова вино е шира. Тирош на еврејски, не јамин, тирош, бидејќи Соломон вели, не гледај во чашата која се румени. Знаете, таму во прича Соломонове тој зборува за виното, дека е опасно, дека ќе те касне, вели за петата. Така да, ние тоа сме го расчистиле, значи овој грозов плод, кој нема алкохол, зашто алкохолот е исто така символ на гревот. Дали Господовата вечера има големо значење за тебе и за мене? За да откриеме, најпрво треба да одредиме што е значењето што самиот Христос му го припишал на овој посебен обред. Значи, рековме 14 Нисан или на пролет, кога апостолите биле собрани во горната соба. И еве што кажал овде Исус, а го запишал Јован во 30 глава. Одговори Исус и рече, оно е на кого јас ќе му натопам залак и подадам. И кога натопи залак, му го даде на Јуда, Симонов Искариот. И тогаш по залокот сатаната влезе во него, а Исус му рече, што ќе правиш, прави побрго. А никој од оние што седи на трапезата не разбра,
зошто му го рече тоа, но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некои мислија дека Исус му рече, купи што ни треба за празникот, или да раздаде нешто на сиромасите, а тој штом го зеде залокот, веднаш излезе и беше ноќ. Ова е моментот кога Јован го запишува, а и другите евангелисти, кога Исус бил заедно со 12 апостоли, кога ја јаделе таа вечера. Но Исус само вели, сега ќе воспостави еден нов начин на служба. Паската ќе остане на страна, како една убава традиција која е изгубила својата важност, затоа што јагнето укажувало на Исуса стотици, илјадници години тоа го правеле евреите. Денеска ние не колеме курбани, не колеме јагниња, затоа што тој минато веќе. Вистинското јагне, Исус Христос, агнецот, мислам на бугарски тој збор агнец, јагнето Господово. И овде е многу важно, пишува понатаму апостол Павле, правете го ова за мој спомен. До кога? Додека не дојдам. Правете го ова за спомен додека не дојдам. Еве што пишува, јас го примив од Господа, Павле го пишува, оно што ви го предадов, е тоа дека Господ, онено кога го предадо, значи пред да биде предаден, Исус го прави, го воспоставува и обред. Понатаму ви зеде леб, еве го лебот, заблагодари, го прекрши и рече, земете, јадете, ова е телото моје. Значи символично. Тоа е на символика, тоа не е вистинско тело, како што го веруваат католиците. Тие велат дека тоа е вистинско тело, они јадат. Значи Христос повторно го распнуваат и пијат негова крв, условно кажано. Павле вели, зеде леб и откако заблагодари го прекрши и рече, земете, јадете, ова е телото моје, кој се крши за вас, правете го ова за мој спомен. И сега, некои сестри, кога прават леб, пак им се скрши лебшто дома. И ја прашува што да правиме, дали нов леб да правиме. Знаете, символиката е битна. Ја не знам дали е скршено ова лебче, и цело е. Е сега. Значи, ако се скрши, немој да мислите дека сте направили некој греф. Замислите црква од 300 луѓе, од 500 луѓе. Колку треба лебови. Значи, доволно се направи символиката да се прекрши лебот. Тоа е битно. Значи, ние не сме суеверни. Битно е составот, љубовта што е вложена од сестрите кои го правиле ова лебче. И символиката е дека, како што Павле вели, ова е лебот. Исус рекол, земете, јадете, ова е моето тело, кој се крши за вас. Правете го за мој спомен. Ова го правиме и ќе го правиме на новата земја, кај што самиот Исус вели Библијата ќе ни служи. По вечерот исто така зеде и чаша. Гледате, овде Павле нарекува чаша во нашиот превод. Ова чаша е новиот завет во мојата крв. Исус свртува нова страница сега. Старото помина, Павле вели, еде се ново создава. Да, старото има своја символика за свое време, кој укажувало на Христа, кој ќе дојде и ќе го даде својот живот. Павле вели, ова е чашата на новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Откако ќе го јадете овој леб и кога ќе пиете ова чаша, вие ќе објавувате смртта на Господа додека тој не дојде. Зато оној што недостојно јаде од овој леб и пие чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господа. Но човекот да се испита самиот себе и потоа да јаде од овој леб и да пие од ова чаша, зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. И сега, овде назначи зборот спомен. Што е тоа спомен? Еве, барав во речниците кои тумачат странски зборови, иако тоа не е странски збор, но вака вели. Зборот спомен значи да се зачува сеќавањето на нешто, да се задржи живо во сеќавањето. Зошто денеска се прават споменици? Кој спомен или кој празник е на Македонија најмодерниот, најновиот пред 20-30 години? Денот на државноста кој е? 8 септември. Вие постарите знаете, беше 29 ноември на поранешна Југославија. Значи, зошто се прават тие бележните денови, споменици? Зошто се крејат споменици? Да луѓето се сеќават, да тоа остане трајно сеќавање во нивните умови. Затоа овде Исус вели, правете го за мој спомен. Во случајот на Светата вечера, тоа треба да не посеќа, да не посетува на големата жртва што Исус ја направил за нас. А ѓаволот сака тоа да го избрише како со гумичка, знаете, да го избрише тоа сеќавање. И да не веруваме дека
спасението не е преку Исуса, туку дека преку Буда, Мухамед, Конфуција, преку Марија Светица, Петар и останатите свети апостоли. Видите гао како извитоперува таа библиска вистина. Тој ќе направи нови патишта со цел да луѓето го изгубат вистинскиот спасител Исус Христос. Исус ги употребил овие символи кои имаат навистина големо значење. Потоа зеде леб, вели Лука, и заблагодари, го прекреше и им даде, велејќи, ова е моето тело, што се дава за вас. Правете го за мој спомен. Повеќе од 2000 години ова символика не изгубила својата вредност. Постојано луѓето тоа го прават. Без разлика во која црква се наоѓаат, тие се сеќаваат, ги зимат овие символи. На жалост, во некои верски заедници ја стават масата со овие символи и кој е достоен, никој не е достоен, повторно тоа го враќат назад. Не, Библијата вели дека овој спомен е за грешните. Во книгата Копнежот на вековите пишува дека ниеден од нас не треба да изостанува од овој свет чин. Зашто ова е време кога ние уште повеќе се доближуваме еден до друг, како верници, туку пред се до Бога. Не смееме да кажеме јас сум недостоен, затоа што направив грев или се лизнав, паднав и така натаму. Да, ова е време кога ние доаѓаме кај Бога и бараме очистување на нашите слабости и мани, на нашите гревови. Секако овде читавме, значи треба самоиспитување, треба подготовка. Значи секој за себе врши лична подготовка. Исус вели го зел лебот и рекол, ова е моето тело. Укажал на безквасниот хлеб, го представува, значи, Христовото тело, кој нема во себе, во него грев. Тоа е безгрешно физичко тело што го дал во корист на животот на овој свет. Исто така важи и за чашата. Значи, ова е чашата на вино. Исус рекол, исто така и со чашата по вечерата, велејќи, ова е чаша на новиот завет во мојата крв, која се пролева за вас. Матеј малце ја проширува слика и вели, мојата крв, кој треба да се проле во корист на мнозина за простување гревови. Тој ќе го читаме малце кој ќе делиме самата чаша. Значи, кога ние го приеме виното, ние добиваме прошка, затоа што го признаваме Исуса за наш спасител, за наш откупител. Како што тоа јагне, кои израелците го носеле пред свештеникот, ги ставале своите раце на главата и кажувале, Боже, јас тоа го направив, јас грешив. Се исповедале. И свештеникот го коли тоа јагне и крвта ја собира во еден сад и ја носи во светилиштето и го прска она пердена завеса која ги одвојувала двата дела. Замислите каква била таа сцена. Постојано луѓето доаѓале, ги исповедувале своите гревови и крвта се прскала. Замислите секојдневно, стотици, илјадници луѓе доаѓале, ги носеле своите јагниња. Ако некој сиромашен носи грлица или некоја друга птица. Било пропишено според правилата на тој обреден церемонијален закон кој прекинал со завесата која се раздвоила. Спомнавме некоја вечер. Значи, озгора надолу завесата се раздвоила. Тоа било знак дека тој обреден систем престанал да важи. Дека нема повеќе потреба да носиме јагниња, да носиме зејтин, да носиме брашно, а израелците носеле. Имало своја цел, своја сврха, зашто еден дел од тие подароци што ги носеле живееле левитите. Левитското племе немало наследство. Тие живееле од даровите што ги носеле верниците во тоа време. Значи, едноставно, и прошката, например, од јагнето се издвојувало за свештенството, за левитите кои служиле во храмот. Тие ја чистиле пепелта, тие одржувале. Значи, да биде се како што треба, бидејќи внатре, знаете, оној седмокрак свекњак, нон-стоп минора горела тој светилник, како знак на Божито присуство, и 12 лебови, постојано тука имало свежи лебови, символ на 12 племиња, што Бог постојано се грижат за нив со храна и со заштита. Понатаму Исус го користи, значи, виното како сликовита представа или символ на својата крв. Значи, ние не веруваме дека виното е вистинската Христова крв, туку тоа е една символика. И рековме, ова вино или тој грозов плод или сок, виното црвената боја го представува, ја представува Христовата крв.
Понатаму тоа го пишува и Еремија и Павле Коринтијаните, Откровение, значи тој нов завет, нов договор кој Бог Исус Христос го прави со својот народ. Интересно, малце подолу Исус ки каже нема повеќе евреин, Павле го кажува, нема грк. Очигледно, таа титула што имале евреите до тогаш ќе биде одземена од нив, затоа што не ја исполниле задачата што им била доверена целосно. Не ја, на жалост, исполниле до крај. Понатаму, може да кажеме, браќи и сестри, ово се правило за простување на гревовите. Сега, прашање колку често? Колку често да ја користиме Света вечера? Лука 22:19 вели, правете го за мој спомен. Значи, немаме бројка одредено. Не е греф и еднаш, и 5 пати, и 10. Меѓутоа, во нашата црква, земено 4 пати, како 4 тромесечја. Знаете, луѓето во тоа време може да дојдат до некои неспоразуми, паѓа духовно, прават некои грешки, условно кажано, и затоа тоа е време кога црквата така се договорила, според некои непишани правила, да ние имаме 4 пати во годината или при крајот на секое тромесечие. И сега, кога го правиме тоа, што ние уште правиме? Ја објавуваме смртта на Господа, значи се сеќаваме, се подсетуваме, затоа е спомен, да се подсетиме. Значи, Павле вели во Коринтијаните 1:11-26, дека вие ја објавувате смртта на Господа. Значи, ние тогаш се насочуваме повеќе, размислуваме, пееме за улогата што Исус ја имал во тоа време во исполнување на Божиот план. И сега, Исус останал до крај верен. Рековме, Исус го исполнил планот на спасението за свое време. Ја испил чашата до дно, што се вели. Понатаму, за време на Света вечера, таа ни помага да ја продолжиме нашата благодарност кон Бога. Знаете, после Света вечера се остава некоја минута да ние искажеме нашата благодарност. А и претходно во молитва ни постојано искажуваме нашата благодарност за големата жртва што Исус ја дал. Зашто ние сме требале да отидеме на Голгота. Исус не умрел од физичките болки, иако тие били исто болни. Тој, вели Елена Вајт, умрел повеќе од тежината на гревовите на луѓето од сите генерации кои се срушиле на него. И затоа во еден миг тој вели, Боже мој, ако е можно да ме одмине ова чаша. Замислите, таа огромна цена што е платил за Адам и Ева кои изгрешиле, сега Исус тоа го наплатува со својот живот. Жртвата или смртта на нашиот Господ Исус Христос била дадена по огромна цена, како за него, така и за неговиот татко. Елена Вајт пишува во Копнежу дека во тој ден Бог се светил, не можел да гледа повеќе на Голгота и затоа пуштил мрак. Не само да не се радуват незнабожците, римјаници, туку и тој не можел повеќе да гледа. Исус морал да остане сам во еден период. Замислете, тој морал сам да остане. Како што Јаков се бореше она ноќ со ангелот, односно со Исус Христос, за да му биде променето името. Не му било лесно ниту на Јаков, ниту на Исуса. Значи, самиот Отец се свртел. Ангелите исто така се дистанцирале и морал Исус сам сега да проголта, сам да помине низ тој пат. И наистина Исус го положи испитот. Преку својата смрт, вели апостол Павле во Евреите 2:14, да го уништи оној кој го има средството да предизвика смрт, односно ѓаволот, и да ги ослободи сите оние кои поради страф од смрт целиот свој живот биле подложни на робување. Ете, гледате, од што Бог Исус Христос не извадил. Од нашето робство ние би робувале цел живот, односно сета вечност, условно кажано, на грешноста. Ако овде се живее вечно грешник, луѓето би робувале, меѓутоа Исус дошол и не ослободил од канџите на гревот. Тоа било големата љубов Божја. И при крајот на размислување да кажеме дека обредот Света вечера не подсетува и на најголемиот израз на љубовта Божја, љубовта на таткото. Не е само Исус љубов, знаете, претежно луѓето го гледат Исус, бебенце, јасли, тој не е поблизу. И таткото е полн со љубов. И тој не е другачи, променет. Исто, Исус вели, кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Читавме во Јован 3:16.
На Бога толку мили свето што го даде својот единороден син, секој кој верува во него да не загине. И затоа, кога ние сме овде присутни на света вечер, ние покажуваме и цениме жртвата. Знаете, кога некој ќе те повика на свадба, има причини, понекогаш не може да дојдеме, болест, патување, нешто се случи. Меѓутоа, кога некој те поканил на свадба, ти си должен условно кажам да дојдеш или да одбиеш поканата. Ова е вечера. Добро, символично денеска ние сме на ручек, би рекли. Меѓутоа, ова е света вечера, кога доаѓаме пред Бога и искажуваме нашата благодарност во молитва за здравието, за снагата, за силата, за спасението пред се што го имаме во нашиот Спасител Исус Христос. И затоа нека му е вечна благодарност на големиот Бог што и нас не повикал да бидеме дел од оваа вечера и да учествуваме во самиот чин на светата вечера што самиот Исус Христос ја воспоставил кога бил на оваа земја. Но пред да се одржал вечерата, Исус воспоставил уште еден обред, а тоа е обредот на понизноста. И само да се подсетиме накратко, иако тоа ние го знаеме, во Јован 30 глава, пишува овде за самиот обред, зашто многу цркви го отфрле тој обред како старомоден, како нешто што не се вклопува во овој 21 век, но ете ние како христијани адвентисти се уште го имаме, зашто и по тоа ние се разликуваме од останатите христијани. Овде во 30 глава еве што запишал Јован кога биле во горната соба, Исус сега ја соблекол наметката, значи пред празникот Пасха. Исус, знаејќи дека му дојде часот за да премине од овој свет кон таткото, љубејќи ги своите во светот, ги возлюби до крај. Гледате, Исус сака постојано, до крај не сака, не периодично. Тој постои кога сме добри и лоши, тој не сака, но тоа зависи од нас, како е нашиот однос кон него. За време на вечерата, која ѓаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда. Јуда веќе отишол. Јуда веќе договорен со свештенството како да го предаде, со римската војска. И сега овде Исус го споставува, вели, стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа и се препаша. И потоа налија вода во садот, замиени, пошади. Гледате, Исус користи познати елементи во тоа време. Да се измие нога на некој или нозе, тоа било вообичаено кај евреите. Ако ти дојде гостин, слугата ќе му ги измие на гостинот нозите. Тоа било најголема чест на гостите да им се измие нозите. Но сега овде Исус тоа го прави. И затоа Петар реагирал бурно, вообичаено, тој секојаш реагирал бурно, но било тоа како недостојно Исус да му ги мие нозите. И кога Исус му објаснил повторно Петар брз, и вели Исусе, не само нозите, туку целиот. Но Исус му вели, Петре, пак се брз. Кога еднаш некој измиен, ние би го тоа сега тумачили, кога некој крстен, не мора повторно да одиме во базен да се крстиме ако сме погрешили во нешто. Светата вечер е еден мал вид на крштевање, кај што ние еден до друг ќе се доближиме, ќе си простиме и да немаме нешто, ние си поздравуваме и го фалиме Господа. И тогаш Исус почна на ред да им ги мие нозете. И сега ова е многу важно за нас. Разбравте ли што ви сторив јас? Тоа црквен брат рекол, па јас претежно сам си ги мием нозете. Да, и ние сигурно сме си ги мили нозете, синови ќе се бали, не е битно. Меѓутоа, кога ќе придеме еден на друг, тоа има сосема друго значење. Исус вели, дали разбравте што ви сторив јас? Вие ме викате мене учител, рави, како што рекла Неле и Марија, и Господ ме викате. И право, јас сум тоа. И така ако јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни. Кога некој си должен нешто, пари или услуги или било што, тој другиот очекува тоа да го вратите, нормално е. Вие сте должни. Ние сме должници према Бога, браќи и сестри, да ги миеме нозете еден на друг. Зашто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив јас. И сега кулминација. Вистина ви велам, слугата не е поголем од својот господар. И на крај вели, блазен на вас ако го правите тоа. Зборот блажен, значи среќен. Ќе бидеш среќен ако го правиш
тоа. И затоа, браќа и сестри, по примерот на Исуса Христа и на првите апостоли, и ние ќе отидеме во другата соба, првен ќе ги сестрите замолиме да отидат, да го обават обредот на понизност, а потоа браќата ќе се вратиме да ја поделиме следната вечера. Повелете.